Професори, средношколците бойкотираат веќе 3 недели настава. Изгледа дека целиот товар некако падна на нив, но што е со професорите? Кој е товарот што професорите го носат овој период? Па сериозен е и овој товар. И сега, ова што го кажавте професорите, мене ми наметнува и уште една дилема. Професори. И мислам дека повеќето од нас овде веќе и не се професори, заборавија што е тоа да бидеш професор. Затоа што едноставно со овие, слободно може да се рече, сосема недоветни мерки што ги презема Министерството, се е всушност да се прогонуваат. Значи Министерството со своите мерки ги гони директорите, а директорите ги гонат професорите и нормално повеќето, бидејќи живеат во еден таков свет во кој што одамна сме се научиле дека се треба да биде на некаква ситно профитерска основа, да си го задржам она што јас си го имам, па што ќе биде со останатите, тоа не е ни веќе важно и заради тоа се претвораат во некакви гонители. Значи ние треба да ги гониме учениците, да ги натераме некако да се вратат на некаква настава која што ја замислува Министерството. Еве вие можете да видите овде сега дека всушност учениците повеќе се надвор низ дворовите и по ходниците. А зошто? Па затоа што не смеат да влезат во училниците. Не смеат да влезат во просториите каде што тие би требало да бидат, да представуваат, затоа што ја бойкотираат наставата. Не им е дозволено тоа воопшто. И затоа повеќето забораваат дека професорот всушност не е некој кој што слепо ќе спроведува некакви замисли, туку основата на професорската работа е секогаш да размислува за ученикот. Тој секогаш треба да биде заедно со нив, да биде во допир непосреден за да види што е она што ги мачи. И откако ќе ги запознае, тогаш да ја спроведува таа работа за која што е повикан. Педагошката работа е основа на професорството. Значи не е ова само образование и лекции кои што треба да се совладуваат. Ова е и воспитание. Нешто кое што никогаш не смее да се заборава воопшто. Значи зборот образование, многу пати сум споменувал, е нешто кое што всушност, бидејќи тоа зборот старословенско потекло, кога ќе го преведуваме, ќе го доведеме до тоа дека е всушност тоа помагање да се создава личност. Значи јас треба да откривам како да му помогнам на еден млад човек кој што се наоѓа во најпроблематичните години, да ги надминува сите своји слабости, да му помага да созрева. Тоа е она што денеска најголемиот дел од овие, пак ќе речам, ситни профитери, забораваат дека им е основната задача. На што се сведува образованието со овие нови реформи? Дали успевате сепак и покрај рестриктивноста на реформите да одржите таа комуникација, контактот помеѓу професор и ученик? Па тешко дека тоа може да се остварува, бидејќи се заборава токму тоа, дека тој контакт професор-ученик, директен контакт е основата на нашата работа, на задачата што ние треба да правиме сосема одговорно, постојано да бидеме посветени на таа наша работа. А всушност ова и не се реформи. Ова е нешто кое што навидум го нарекуваме реформа. Значи воопшто нештата во се што не обкружува во нашиот систем на размислување секогаш имаат форма и содржина. Кога формата и содржината се во сооднос, тоа вистинските работи кои што треба да се направат. А кога има разидување помеѓу нив, тогаш нешто недостасува. Во овој случај ние формално правиме реформи, а всушност го расформираме целосно системот на образование. И на тој начин ние се расформираме целосно како општество. Искривено образование создава искривени личности. Искривените личности создаваат искривено општество. Општество кое што никогаш нема да може да се исправи пред секакви предизвици. И токму затоа сега ние имаме една ваква ситуација. Овој
систем на ова наше образование долги години на овој начин функционира. Значи, за сите овие години, бројни министерства, бројни министри, постојано со полна уста зборуваат дека ученикот е субјектот на образованието. Се треба да се врти околу него, ама тоа само на хартија, затоа што системот на кој што сето тоа се воспоставува, ни оддалеку не ни овозможува на вистина ученикот да го сметаме како субјект. Затоа што всушност ние едва стасуваме да поминеме низ материјалот кој што ни станува најважен во нашата работа, затоа што некакви инспекцијски служби постојано не гонат. Дали сме го оствариле ова, дали сме го оствариле тоа, воопшто не прашуваат за она што е. Колку ние сме им помогнале на учениците на вистина да станат субјекти. Учениците се оние кои што се вршители на дејноста. Ние само им помагаме. А честопати, заради сите нешта кои што ни се случуваат наметнати, и мислам дека воопшто тие не се случајно наметнати, всушност го нарушуваат целиот тој систем. И ние стануваме гонители или слепи спроведувачи на определена политика која што не дозволува основната наша работа да дојде до израз. И гледам сега всушност дека сите, се извинувам, не се сите, еден голем дел од тие што тешко ми е да ги наречам, ама ги нарекувам колеги, затоа што работа каква што демек и тие работат, се претворија во некакви надпреварувачи кои што трчат по некакви семинари, а всушност, колку што забележувам, тие семинари всушност се обично перење на пари, трошење на пари, затоа што тоа се семинари во кои што не се создаваат подобри наставници, туку се создаваат луѓе со подобри досиеа. И тие доаѓаат со тие некакви квази дипломи од различни семинари и ги полнат досиеата овде кои што ни ги отворија во училиштата, и тоа всушност им било пат во напредок во нивната кариера. А забораваат дека напредокот во нашата кариера се учениците. Јас ќе си останам таков каков што сум. Моето досие е празно. Таму стои само диплома дека тоа и тоа сум го завршил и заради тоа работам. Ама сум среќен за неброените на кои што сум им помогнал, затоа што не сум жалел време да останувам и да доаѓам и пред часови и да останувам и после часови, да им помагам со сите проблеми со кои што се соочуваат, да ги запознавам. За жал, голем дел од овој професорски кадар за еден нивни работен век или оноку колку што ќе се среќаваат со учениците, дури не знаат ни како се викаат. Имињата не им ги знаат. Тешко им е и да ги научат имињата. А она другото што веќе го споменував, да го запознаеш ученикот, да му ги откриеш квалитетните страни, да ги поттикнуваш, да му ги гледаш слабостите, да му помагаш да ги надминува, да му даваш внимание и љубов, затоа што само тоа е она што е вистинската основа, вистинската причина зошто некој треба да биде професор. Може би малце поконкретно, веќе кога ги спомнавте инспекциите, како се овие образовни власти ве ограничуваат вас да ја отворувате својата работа како професор? Со какви се задолженија и обврски? Па постојано треба да водиме евиденција за се и да го запишуваме сето тоа. И тоа не поеднаш, по неколку пати, десетици пати јас едно исто треба да запишувам. И нормално дека што морам јас тоа да го запишувам, физички сум оневозможел целосно да му се посветам на ученикот. Бидејќи, ако му се посветам на ученикот, нема да стасам тоа да го запишам. Ако не го запишам, инспекцијата ќе ми го најде како забелешка и ќе ме казни. И сега, на што ќе се сведам јас? Јас ќе се сведам на тоа да запишам дека сум направил такво и такво нешто, ама тоа останува
само непроверена работа, бидејќи на вистина физички нема да стасам да го направам тоа, ама јас нема да бидам казнет затоа што мене ми стои таму запишано дека тоа е спроведено. С какви притисоци се соочувавте овој период додека трае бојкотот? Имаше и случај во училиштето Георги Димитров, каде наставниците рекоа дека било побарано од нив како знаат и како умеат да ги вратат учениците назад во училишните клуб. Да, тоа е во сите училишта. Значи, ние сите имавме такви сериозни закани, опомени, во кои што мораме да ги вратиме учениците во клупите. И заради тоа, постојано ние треба да трчаме по нив на секаде низ ходници. Згора на тоа, смешно е. Главната, револуционерната идеја на ова министерство е дека сите професори мора да бидат на работното место, да седат во празна училница и да ги чуваат клупите додека учениците ги нема. А забрането е тие да дојдат таму внатре и ако сакаат да си поразговараат нешто со професорот, надвор, да не биде тоа како да е заведен час, затоа што тогаш ќе го нарушат бојкотот, тие така тоа го гледаат и не смеат да влезат. Значи, одново да се создава еден јаз помеѓу професорите и учениците, оние кои што треба да бидат во спрега. И сега целата работа е токму тоа. Професорите ќе седат во училница и ќе ги гледаат празните клупи и на тој начин ќе остваруваат педагошката дејност. Па измислуваат најразлични нешта во кои што треба ние да запишеме колку часови не сме одржале заради бојкот, колку не сме одржале заради штрајк, кога ќе ги одржиме, кога ќе ги одработиме, па не е тоа само од нас. Значи, наместо ова министерство да го направи она што е основна човечка работа, да поразговара, значи луѓето се така создадени, тие мораат да комуницираат меѓу себе. Значи човекот кога почнува како ембрион во утробата на мајката, уште тогаш тој покажува дека е битие кое што не може само да опстојува, туку мора преку некој друг да опстојува. Потоа кога ќе се роди, мора прво лекарот да го чукне по газето малку, да му го поттикне дишењето, ако не го чукне, тоа ќе остане, нема да продиши. Значи, човечкото суштество е битие кое што на вистина по природа е упатено дека мора да соработува со други. И оттаму се создал, не можам да речам се измислил се, природно се создал јазик, затоа што тој е она кое што се употребува за да се воспостави таа комуникација, соработка помеѓу луѓето. И сега некои се нарекуваат зрели личности, се нарекуваат министри, не сакаат тоа да го сторат. Токму низ еден обичен разговор ќе ги откријат сите недостатоци кои што изгледа и не можат, кои што треба да ги решат. Што мислите, која е нивната стратегија? Зошто игнорираат и молчат толку долго време? Па јас мислам дека тие прво не презедоа чекори кои што ќе ни кажат дека се што прават е заради обмисленост. Значи рекоа тие реформи околу математиката и тоа го направија среде учебната година. Почнува годината со еден систем, среде учебната година се менува во друг систем. Значи прв знак дека тоа е нешто што не е обмислено. Потоа, со воведувањето на математиката, откако почна протестите на учениците, се појавуваат одеднаш различни некакви си, убаво кажувам, некакви си експерти, од каде сега толку експерти кај нас да се појавуваат одеднаш, кои што објаснуваат колку математиката била потребна и важна за секој еден млад човек. Може би така и е, меѓутоа тоа требало да излезе како една сериозна обсервација што еден подолг период некој си тим од Министерството ќе ја направил, ќе ја согледувал, па ќе ја представил. Тоа е тој втор знак кој што ни кажува дека воопшто тоа не било нешто кое што смислено, убаво испланирано, анализирано, па потоа презентирано за да ги реши овие проблеми. Што ни кажува ова? Дека всушност ова министерство, како и некои други структури, целта ја остваруваат така што
го уништуваат нашето општество, бидејќи во ваков систем на образование, веќе споменав, ќе се создаваат само искривени личности, кои што лесно ќе се манипулираат, и тоа толку лесно, така како што сега тоа се случува со, пак ќе речам, за жал морам да речам, мои колеги кои што треба нешто друго сосема да работат, ама тие слепо сакаат да спроведуваат некакви задачи. Луѓе кои што не сакаат да кажат дека имаат свој став и свое гледиште, а основна карактеристика на луѓето е дека тие треба да размислуваат и да чувствуваат. И тоа буквално и едното и другото. Тие мора да бидат во сооднос. Тогаш човекот е човек, ако не, не е човек. И сега доаѓаме и до тоа. Министерство. Значи, тоа е нешто што е јавна служба. Јавна служба, како што и јас работам јавна служба. Зависи од што? Па се разбира, од приходот на даночните обврзници. Значи, ова министерство мора да свати. Тоа е голем проблем што се случува во оваа наша средина. Кога ние ќе почнеме да сваќаме дека јавниот службеник им одговара на даночните обврзници. Значи, овие училишта не се на градоначалникот, ова на градот Скопје, овие институции, овие објекти, овие се објекти на даночните обврзници. Ние сме обврзани со нив да имаме комуникација, сооднос, ним да им служиме. Иако овие деца виделе дека овие закони не им служат ним, како што треба да им служат, туку им служат на некои не знам какви структури кои што си имаат некакви своји небулозни лични цели за да ги остваруваат, тогаш тие прекрасно ова и го искажа, и затоа јас сум одушевен од нив. Долго време бев во така една резигнирана состојба кога гледав некаква безперспективност за случувањата кај нас. Студентите почна, а сега и овие средношколци прекрасни, одново ми ја вратија надежта, одново ми кажаа дека сепак има нешто кое што може да води кон надминување токму на тоа. Доста ни е веќе од некаков страф, доста ни е од некакви ситно профитерски размислувања кои што само се обично замајување и собствено и на сите останати. Како дојдовме всушност ние до оваа ситуација, средношколците на крај на овој начин да го манифестираат собствениот револт? Кога во основа вие приметивте дека нешто сепак не штима со реформите, дека нешто не е во ред? Па ние одамна тоа го забележуваме. Неброени пати овде, за среќа, јас имам прекрасни колеги кои што исто така убаво знаат да согледаат што е тоа што е неправилно, лошо во образованието и не се плашат тоа да го кажат. Неброени пати ние сме праќале дописи до Бирото за развој, до Државниот просветен инспекторат, до Министерството за образование, но никогаш не сме биле удостоени со ниту еден одговор, слично како и сега. Значи, јавноста, кои се тие? Кои се тие сега да се дрзнуваат, да ни кажуваат некакви забелешки за нашите големи реформи што ги правиме? А, бидејќи сум бил и на разговори таму во Министерството, сум забележал, па тоа се почетници, луѓе кои што ниту имаат искуство во оваа сфера во која што, нема да речам случајно, намерно ги поставиле, западнале. И заради тоа е ова сето, ова вака. Оние што знаат, тие се сосема фрлени на маргините, отстранети. И мислам дека оваа борба на овие мои средношколци е многу поголема отколку што вака изгледа. Не е ова само борба за реформите, не е ова само против лошите реформи, не е ова борба само против математика, не е ова борба само против екстерното. Ова е точно она што е суштината на човечното. Да согледаш дека луѓето ќе треба да напредуваат
според вредностите, а не како досега. Ако добро се лакташ, ако имаш добар грб, ако си добар полтрон, тогаш ќе напредуваш. На таквиот систем не доведе токму во една ваква ситуација во која што сме сега. Мора да му се вратиме на образованието. Јас мислам дека само со такво вистинско образование за кое што веќе споменував, образование кое што ќе помага да се создаваат вистински личности, само тогаш ќе се оправи ова општество. И се надевам дека нема да ги потрошиме овие деца. Јас мислам дека тоа е најстрашното нешто. Ако ги потрошиме овие бисери од деца, и средношколци, и студенти, тогаш оваа земја ќе биде само обичен податок во историските читанки. Кажете ми, с оглед на тоа што различни категории на граѓани се будат овој период, значи имаме граѓанско раздвижување во различни професии, вклучувајќи ги и најмладите. Дали е ова као поединечна борба, индивидуална борба на одредени колективи против одредени реформи или борба воопшто на граѓанството, на народот во Македонија против власт која што е очигледно неспособна, партизирани институции и неквалитетни кадри? Токму, веќе тоа и го споменував. Јас така мислам. Мислам дека ова будење на граѓанската свест во оваа наша земја и токму заради тоа и споменувам дека токму тој ветер дојде од овие младиве. А младиве се тие кои што се, како и да ги вртиме работите, најчистите, најискрените. Она што им недостасуваше на сите останати во оваа средина, искреност во работата, отвореност и чистота, тие го почувствуваат директно на својата кожа и тоа ги доведе во ситуација вака да реагираат. А очигледно оваа власт далеку од тоа дека разбира за што станува збор. Инаку, доволно било само еден меѓу нив да и се сети дека некогаш во некое средно училиште имало некаква книга која што се обработувала од некој си, велам некој си, а всушност за мене тоа е едно големо писателско име, Иво Андрич, во неговиот прекрасен роман Мостот на Дрина, напишал дека луѓето се обединуваат кога наидуваат на големи несреќи. Најголемите несреќи ги обединуваат сите структури од една средина. Токму тоа овде сега нам ни се случува. Токму тоа ние на дело го доживуваме. Сите структури од оваа земја, се она што е граѓанско во оваа земја, се обедини заради токму таква една голема несреќа која што ги притисна од една навистина сосема недоветна власт.